Македонската приказна Добалчак на режисерот Столе Попов од 29 октомври ќе биде прикажана и во Центарот за култура Бели Мугри. Зависно од посетеноста и заинтересираноста, филмот ќе се прикажува 3 вечери во можности за продолжување на уште неколку дена. Продолжуваме со прикажувањето на македонските играни филмови, филмот Добалчак во режија на Столе Попов, ќе го имаме од идната недела, 29 октомври, тоа е среда. Во следните 4 дена, 29, 30, 31 октомври и 1 ноември, во 20 часот, кучанската и пошироката јавност може да дојде да погледа на овој филм. Филмот, знаете, дека беше интересни случувања имаше околу фестивалот Манаки. Сето тоа можда и еден предизвик плюс да дојде да се види филмот. Мислам дека филмот заслужува да се погледне. Цената вообичаено, она што беше за филмот Деца на сонцето, 80 денари. Само се работи, можеме да кажеме? Со Држински, колку што имаме информација дека се работи со историска тематика, поврзана и сплетена со современи ведувања на самите настани, некаде се случува 1903 настаните, но за подетално може да се види на самиот филм. Со нашите познавања се надевам дека во текот на денешниот ден ќе ги добиеме оние информации што треба, најверојатно ќе исто така како што беше филмот Деца на сонцето, овој пат право на посета ќе имаат лица повозрасни од 12 години или помлади во придружба на родители или старите. Задоволни ли сте од публиката, од посетеноста на претходниот филм Деца на сонцето? Јас сум задоволен од тоа што, иако бројчано не е толку голема, но јас сум задоволен затоа што она што во моментот се случува кај нас, да кажем, во времето кога беше прикажувањето, имаше во Виница Веритас и други некои активности, јас сум задоволен од тоа што се случува, сепак еден континуитет треба да воспоставиме ние како Центар за култура, да стекне јавност една навика. Инаку се работи за сурова и романтична сторија која испитува вечната македонска кауза за сопствениот идентитет, правда, љубов, жртвување и предавство. Концептот на отворена релација помеѓу исламот и христијанството го прави филмот особено интересен за современата публика ширум светот.